Здраво уште еднаш и како што веќе кажавме, малце ќе се позабавиме со варијабливе и да видиме како функционираат во суштина. Значи, овде имаме две варијабли. Двете се int, една е ana и доделивме. Значи, ana не е еднакво со 200, туку 200 и доделивме. Значи, ово е знак за доделување, не е као во математика еднаквост. Значи, и доделиме 200. А на тони и доделиме 300. Значи, сега, ако ние сакаме, пред да одиме понатаму, значи, ана, пошто и доделиме 200, сега таа е представник. Било што било кога ќе ја бараме Ана, ќе ја викнеме Ана, хеј Ана, таа ќе ни каже, ќе ни представи 200. Значи, во конкретен пример, значи кога ќе ја бараме Ана, нам како порака ни излегува 200. Али пошто ова 200 е број, ние треба да го конвертираме во стринг. Значи, не го конвертираме сега бројот во стринг, туку Ана ја името, значи на варијаблава ја конвертира, значи представникот е Ана и Ана ја конвертираме во стринг. И било што е во Ана ќе постане стринг. Сега овде ја бараме Ана точка toString, ако се сеќавате, затоа ви кажав претходно за меморизирајте. Значи toString. И сега, вториот дел, знаете. Значи, првиот дел е поракава. Вториот дел е титулата на MessageBox. Овде ќе пишеме брат и во наводници брат и сестра. Значи, да знаеме од прилика како што е. Сега, кога ќе го стартуваме програмот, ќе ни испадне тоа копчето, ако се сеќавате. Ова копче, кога ќе кликнеме на копчето, ни испаѓа брат и сестра. Значи, име титулава на MessageBox, а пораката е 200. Зошто? Зашто Ана е 200 сега. А што ако сакаме да го видиме 300 во тој MessageBox? Тогаш Ана треба да се обрише и да се става Тони. Значи, се пише Тони. Сега Тони, било што е Тони, на десната страна, тоа ќе се прикаже. Ево, одиме уште еднаш да видите сами. Ево, као што видиме, 200. Али сега одиме со еден мал трик. Значи, уште еднаш, пошто ова не е доделување, ова не е еднаквост, туку доделување. И ние само еднаш креираме, значи, варијабла и ставаме, значи, int. Значи, ако прв пат креираме една варијабла, мора да кажеме на меморијата каков тип на варијабла треба да ставиме. Сега, овие варијабли не треба веќе да поставиме int, туку секогаш кога ќе ни е потребно, само ги употребуваме нивните имиња. Целиот код, овој што го видите као statement, значи као реченица, се вика декларација на варијабла. Значи, сето ово комплет, значи, една се декларира варијабла и втор пат само се употребува. Одиме сега. Ана
Тони. Извинете, Тони. Значи, сега ние, као што реков, Ана не е еднако на Тони, туку ние било што има Тони и доделуваме на Ана. И пошто Ана имаше 200, а Тони имаше 300, сега било што има Тони ќе се префрли на Ана. Значи сега ако се бара Ана, ако ја викнеме Ана и го стартираме програмот, кликнеме на копче 300. Као што видите, уште еднаш. Значи, Ана имаше 200, Тони имаше 300, али ние и доделивме било што има Тони. Било што. Во овој пример има 300. Значи, сега и Ана има 300. И кога ја бараме Ана, и таа има 300. Али, уште еден трик. Што ако на Ана и доделиме 0? Било што мислите, сигурно не сте во право. Заборавив да го затворам, изгледа, овој програм. 2-3 програма се отворени. Don't save. Ето сега овде. Значи, сега и доделивме на Ана 0. Ако го стартираме програмот. И кликнеме на копчето. Што мислите ќе испадне? 200, 300, Тони или 0? Размислете 3 секунди. 3, 2, 1 и одиме. 0. Зашто 0? Затоа што овие се викат варијабли и тие секогаш се менуваат. Оди од одозго па надолу. Значи, првата информација, значи вредност што ја имаше Ана беше 200. Потоа, втората вредност што ја имаше Ана беше било што имаше Тони. Значи, се промени на 300. И на крајот, значи, последново се чита. Ана има сега 0. Тоа значи вака. Да се каже на други зборови. На други зборови, ние кажуваме на Ана. Знаеш што, Ана? Не ме интересира што имаше претходно и што ти даде Тони. Сега имаш 0. И тоа е последно. Се гледаме следен пат.